одиме понатаму, ќе ја вклучиме колешката Ивана Крстевска-Јаневска. Линковско вклучување имаме сега во ова време, 8 часот 51 минута. Ивана, ја гледам, ќе разговара со Дороти Пачкова, граѓански активист, инаку интерпартиска парламентарна група за еднородителски семејства. Ивана, добро утро, и она што ќе го слушнеме во продолжение токму на оваа тема која што ја сега ја најавив, но повеќе се разбира од вас. Повели. Да, добро утро, Слободанка, до тебе и до сите гледачи на Добро утро секоја утро. Минатата недела, токму во Собранието на Република Македонија, се формираше интерпартиската парламентарна група за поддршка на еднородителските семејства, како и на самохраните родители. Токму за ова неколку години се бореше Дороти Пачкова и родителите кои што се заедно со нејзе, односно граѓански активисти, родители еднородителски кои што се борат за своите права. Што ќе значи оваа формирана група за сите еднородителски семејства? Повеќе ќе да знаеме токму од Дороти Пачкова. Ќе ти посакам добро и убаво утро. Успеавте после неколку години борба да дојдете до формирање на оваа интерпартиска парламентарна група. Дороти, што ќе значи ова за сите еднородителски семејства? Со драго срце, да, ја соопштуваме веста за формирање на интерпарламентарната коалиција. Тоа подразбира дека после речиси децениска борба успеавме да ги обединиме пратеничките од сите партии. И во парламентот имаме наша група која ќе застапува за правата на еднородителските семејства, самохраните родители, но и за сите ранливи девојки и жени. Нашата борба започна во 2016 година, кога за прв пат почнавме да соработуваме со тогашните парламентарки преку поддршка на Националниот демократски сојуз. Се запознавме со парламентарките, но и ги сензибилизиравме во однос на потребите на еднородителските семејства. Понатаму создадовме безброј истражувања, анализи и публикации кои ги содржаа клучните докази или преку бројки и статистички податоци им зборуваа за она кое го зборувавме и преку живите приказни на самите самохрани мајки. Индициравме јавни расправи во парламентот, застапувавме и лобиравме преку конкретни предлози за менување на законски членови, но и на подзаконски акти. За жал, секој пат собиравме поддршка од парламентарките во најголема мера, но и од одредени парламентарци, но секој пат, иако беа прифатени сите наши предлози, иако собиравме заклучоци од самиот парламент, институционалната трага се губеше. Ова го става светлото токму на непостоењето на институционална меморија и како ние како држава треба законите да ги устроиме и каде се нашите слаби точки. Интерпарламентарната група која ја создадовме, најпрво започнавме да ја правиме со клубот на пратенички во чие формирање учествувавме и бевме првите гости во собата на пратеничките при парламентот. Ова значи во суштина дека имаме внатре во самите институции жени кои се на позиции на моќ и одлучување и секоја од нив ќе работи, потпиша дека ќе работи и ќе се заложува за унапредување на правата на ранливите девојки и жени со фокус на самохраните мајки и еднородителските семејства, на што сме многу горди и благодарни. Ова во суштина значи дека секоја граѓанска организација во земјата која работи на одредена ранлива група на девојки и жени ќе може да се обрати кон интерпарламентарното тело или коалиција и да соработува директно со парламентарките, за да може да ги донесе правата, законите кои се во бенефит на различна целна група на ранливи девојки и жени. Така, Дороти, ги охрабрувате на некој начин сите еднородителски семејства и самохрани родители и да пристапат кон членување на овие здруженија, како што е и една може на луѓе кои што кога да си помагате едни меѓу себе, но и сепак да ви помага и законот, односно државата.
Апсолутно ги охрабрувам сите девојки и жени да се зачленуваат во граѓански здруженија. Ние досега работевме со една може, од сега понатаму па работиме со мрежа која ја нарекуваме United Fem. Тоа е мрежа на граѓански здруженија за различни типови за различни целни групи на девојки и жени, согласно европската легислатива, како што ни наложуваат современите закони, да бидеме во тек и за да можеме да станеме дел од интернационалниот свет. Она кое е клучно и кое го апелираме кон девојките и жените е дека секој може да ја постигнува својата супер човечност доколку се обедини со слични на себе си, и овде не станува збор само за парламентарките, за експертки во одредени фели, но и секој живо човечко суштество. Она кое ние го нарекуваме супер човечност во последните години е квинтастичност, па така во иднина ќе им ја представиме и формулата за квинтастичност на секоја една девојка и жена и како од маргинализирана категорија може да се дојде до плафонот на својот живот или до супер човечност, успешност. Така, ти благодарам, Дороти, секогаш со позитивна мисла за сите оние кои што никогаш имале некаков пат во животот, но тоа не треба да не обесхрабрува никогаш за да продолжиме понатаму. Ти благодарам. Слободанка, доколку немате прашања во врска со интерпартиската парламентарна група која што е формирана, ќе ве поздравиме од овде, од пред Собранието на Република Македонија, и секако ќе го оставиме просторот на нашите верни и редовни гледачи затоа што следуваат темите со нив. Така, Ивана, благодарам многу за разговорот. Верувам во Дороти секогаш, не ја познавам лично, меѓутоа вака кога сум ја слушала како зборува, сигурна сум дека сето она што го има како план ќе и успее и нека се бори токму за тоа.